700 беа наменети за исплата на еврообврзницата, 300 за буџетски потреби. Сегашната изјава е малку збунувачка на министерката, не малку збунувачка, меѓутоа кажа дека во јуни стигнува, треба да се доплати, половината од еврообврзницата е платена, треба да се доплати уште половината. Јасно е, тука нема ништо збунувачко. Добро, имате ли пари од тие еврообврзници за таа намена? И зошто не се исплатија на почеток кога се земаат тие 2 еврообврзници? Да, значи се зедоа двете еврообврзници по 500 милиони евра. Како што кажавте, едниот дел 700 милиони евра за враќање на еврообврзница подигнат од 2020 година и остатокот за сервисирање нели на буџетските потреби. Сега зошто половината исплативме во март, а зошто кога е денот на достасување ќе биде доисплатен втората половина во јуни. Имателите на еврообврзниците и Министерството си имаат договор. Да, и со тоа што им понудивме на сите пред време да биде исплатена во март еврообврзницата, само половината од средствата имателите на обврзниците од половината прифатија тоа да се случи. На тој начин заштедивме околу 3,1 милион евра посов на камати трошоци кои што требаше ги плаќа Министерството, и остатокот од истите тие средства кои што ги обезбедивме со еврообврзницата ќе ги исплатиме во јуни кога и самата еврообврзница доспева. Значи тие пари ги имате од еврообврзницата, ги чувате тие 350 милиони евра. Каде отидоа 300 милиони евра? Точно така. Што остана за буџетски потреби? Другото е согласно планот за 2026 година и тука нема никаква причина за загриженост. Дека споменавте дека од овој кредит ќе исплаќаме нели стари долгови. Дали тука и на собраниска говорница од ВМРО ДПМН беше кажано дека од тие 260 ќе се користи за исплата на еврообврзницата, затоа ве прашав дали тие пари си се посебно на сметка и треба да се исплати таа еврообврзница или овој кредит ќе послужи за тоа? Старите обврски кои што се наследени постојано се исплаќаат како достасуваат. Дел од тие средства се плаќаат и за таа намена, секако за старите обврски. Од кој? Од кредитот? Каматни плаќања, обврски од кредити земени претходно и така натаму. Добро. Тоа што е за еврообврзницата планирано ќе се исплати во јуни. Добро, од кои пари? 2027. Тоа ве прашувам, од кои пари? Дали од еврообврзницата? Така. Добро, и каде заврши? Значи нема да има ново задолжување кој што тврди опозицијата од 350 милиони евра или се спрема ново? Нема да има ново. Со овие пари од еврообврзницата? И со стратегијата за јавен долг и она што сме го зацртале како влада во рамки на финансиската стабилност, која што максимално искажуваме овие 2 години, максимално работиме, тоа се гледа и кај резултатите од другата страна во растот на бруто домашниот производ, остануваме на тие параметри.